Добар ден, драги ученици! Денес ја учиме печатната буква Г. Ова се адаптирани содржини по македонски јазик. За вас лекцијата ја подготви наставничката Милица Серафимовска, специјален едукатор и рехабилитатор во посебното основно училиште доктор Златан Сремец. Што треба да научиш? Правилно да го изговориш гласот Г. Да го препознаваш гласот Г при изговор на зборови. Да ја препознаваш, именуваш и посочуваш буквата Г. Да умееш да ја пишуваш малата и големата буква Г. Да пишуваш зборови кои почнуваат на Г или ја содржат Г. Да ја воочуваш буквата Г во текстови и реченици. Да започнеме. Ајде да го изговориме гласот Г. Како правилно се изговора гласот Г? Умерено отвори ја устата. Врвот на јазикот повлечи го наназад, позади долните секачи. Коренот на јазикот да го допре мекото непце. Наеднаш задниот дел од јазикот се спушта и не прави препрека на воздухот да помине. Гласот Г е звучен, експлозивен. Ајде да пробаме. Г, 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 Г. Кои зборови започнуваат на гласот Г? Гитара, голуб, глушец, грашок, грозје. Гласот Г во средина на зборот. Бега, вага, кенгур. Гласот Г на крајот од зборот. Рог, снег. А сега се наред слоговни вежби. Повторувај по мене. Ги, ги, ги. Ге, ге, ге. Га, га, га. Го, го, го. Гу, гу, гу. Видеото можеш да го стопираш, па повеќе пати да ги повториш слоговните вежби. Да ја воочиме буквата Г. Ова е буквата Г. Како се пишува? Многу лесно. И малата и големата буква Г се пишуваат исто. Две прави линии. Од горе надолу една права линија и од горе кон десно продолжи со уште една легната линија. Една права и една легната. Пред да почнеш да ја пишуваш буквата Г, можеш да ја моделираш. Еве еден шаблон, а за материјалите со кои ќе моделираш оставам на тебе. Можеш да користиш различен материјал за моделирање. Вежбај пишување на буквата Г. Буквата Г во реченици. Гордана гали гулаб. Во оваа реченица сите три збора во реченицата започнуваат на гласот Г. Г Гордана, Г гали, Г гулаб. Горан јаде грозје. Во оваа реченица зборот, односно именката Горан, започнува на гласот Г и грозје започнува на гласот Г. Гаврил свири на гитара. Гаврил започнува на гласот Г и гитара, зборот гитара започнува на гласот Г. Ајде да видиме како изгледа гласот Г во една мала стихотворба. Грозје.
Гроздобер има. Грозјето е зрело. Гораст јаде црвено, а Гордана бело. Какво грозје јадеш ти? Црвено или бело? Буквата Г, односно гласот Г во текст. Слушај внимателно. Текстот ќе го прочитам. Насловот на текстот е Семејството на Гага. Гуската Гага имаше 3 мали гувчиња. Гего, Гого и Гате. Га, 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 ги повика таа. Одиме да се капеме во езерото. По пат го сретнаа и тато Гавро. Високо над езерото летаа галеби. Га, га, га! Галеби, ајде да се дружиме, им викнаа Гага и Гавро. Не се дружиме со вас. Вие сте обични гуски. Гуските не се налутија. Отидоа до лебедите што гордо пливаа во езерото. Тие сакаа да се дружат со гуските. Лебедите и гуските убаво се забавуваа. Се надевам дека ти се допадна текстот за семејството на гуската Гага. Во овој текст можеш да ја воочиш малата и големата буква Г. Друга задача е да ги изговориш зборовите кои што ја содржат буквата, односно гласот Г. Ајде да видиме кои се тие зборови. Гуска, Гага, гувчиња, Гего, Гого, Гате, Гавро, галеби, гуски и така натака. Значи, овие зборови можеш да ги научиш, да ги изговараш. Се надевам дека ти се допадна лекцијата. Сигурно со леснотија ќе ја научиш. Ти благодарам што следиш со внимание. До гледање!